Почитувани граѓани, колеги, пратеници, власта на ВМРО-ДПМН е во континуитет изминативе денови масовно си ги наградува своите продолжени раци и послушници. Некои деновиве слушнавме и видовме дека се скандалозно помилувани од председателот Ѓорги Иванов. Слушнавме и деновиве и видовме дека некои добиваат без никаква основа милионски суми за кози, само за тоа што одработуваат за режимот и само за тоа што преку некое здружение ја бранат државата од некакви си предавници и жолти комбиња. Некои други за награда отидоа во ДИК, некои преку ноќ стануваат директори на театри како награда за одработеното за Никола Груевски. Па така, денес пред нас дојде на ред и еден од најверните извршители и продолжена рака на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски. Тоа е поранешниот директор на Управата за јавни приходи Горан Трајковски. Колеги од ВМРО-ДПМН, очигледно вие сакате да го наградите овој човек кој што и пресуди на најгледаната телевизија во Република Македонија, овој човек кој што пресуди на најтиражните и најобјективните весници во Република Македонија, тоа се Време, Шпиц и КОХР. Вие, колеги од ВМРО-ДПМН, на овој начин сакате да го наградите оној кој дуќаните и фирмите во Република Македонија ги накити со жолта трака на која што пишува затворено од Управата за јавни приходи. Вие, колеги од ВМРО-ДПМН, сакате да го наградите човекот кој што вршеше со години легален рекет на фирмите и дуќаните во Република Македонија, кој што е потврден и слушнат во бомбите од проектот Вистината за Македонија. И дозволете накратко да ве потсетам. Ова е извадок од еден краток разговор помеѓу еден омилен ваш уредник на една омилена ваша режимска телевизија со господинот Горан Трајковски, кој денес го предлагате за директор на Дирекцијата за заштита на лични податоци. И Горан Трајковски во разговорот вели вака: ја издаваме потврдата и Тотал си се брише пред Централен регистар. И си викам, што добиваме со тоа? Таа ми вика, приоритет Тотал доди во ликвидација, Тотал не коди во ликвидација, а после имаме едно безимено прашање, чисто сметководствено. Дали се милион или се 100.000, дали треба да се платат или не треба да се платат. На што вашиот омилен уредник му вели: добро, сега да направиме некоја идеја, пошто јас и со нашиве ваму кога зборам, знам до кај смеам да зборам. Иначе ќе речат овој сака да ќари на нас, зашто малце непријатна ми е ситуацијата. Некако ако можеш да направиш, еве да речеме, да направиш репрограм, али да го сведе испод 600.000, еве да биде 594.000, ме разбираш? На што Трајковски вели: добро. Ајде еве да видиме и што овој човек Горан Трајковски, кој што денеска вие сакате да го наградите, вели во разговор со поранешниот министер за транспорт Миле Јанакиевски, кој што си поднесе оставка поради овој скандал. Да видиме што правеле и што зборувале за време на изборната кампања. Трајковски опрашува Јанакиевски: задоволни ли сте од ова денеска? Јанакиевски вели: пиштење, вриштење. Што да ти кажам? Пиштење, вриштење. И Трајковски се надоврзува: ние од 24 колку списокот го дале, 8 казни јаки паднале по 4.800 евра. 2 затварања кај овие откупувачите за непресметан персоналец при откупи дуќани. Ама овие ти што ми ги споминаш 4 дуќана кај циганите у тоа турско мало, тој список никој не им го дава на нашите. Ова е само мал дел, колеги пратеници и граѓани на Република Македонија, од разговорите од Вистината за Македонија поврзани со Горан Трајковски, кој вие денес го предлагате за директор на Дирекција за заштита на лични податоци, само како награда за тоа што со години беше ваш верен извршител.
За вас од ВМРО ДПМН очигледно, тоа ќе видиме и во наредните точки, лојалноста и послушноста се пред професионалноста и стручност. Велат дека времето на граѓаните е скапоцено и повеќе не би им го трошал времето на граѓаните со ваквата скандалозна, криминална и мизерна ваша постапка. Ние вакви скандалозни одлуки и вакви инкриминирани типови не поддржуваме. Благодарам.